Почитувани граѓани, сакам да упатам благодарност до Општинската организација на Сојуз на борци од нашиот град за поканата што не беше упатена до локалната самоуправа и општина Прилеп, да бидеме денес нивни гости на предавањето што го одржа господинот Илија Велковски во чест на утрешниот ден, 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Во оваа пригода сакам да кажам дека нашата соработка со Сојузот на борци ќе продолжи понатаму и уште на повисоко ниво од што беше и досега. И исто така сакам да ги поканам сите членови на Сојузот на борци да дојдат утре на свечената седница во општина Прилеп со почеток во 20 часот по повод одбележувањето на 3 ноември, годишнината на ослободувањето на Прилеп. Благодариме многу за присуството, исто така за вниманието кое ни го посвети градоначалникот на општина Прилеп доктор Илија Јовановски, председателот на Советот. Исто така вниманието кое ни го посветија медиумите и сите останали присутни. 3 ноември е еден од најзначајните денови за во историјата на нашиот град, затоа што конечно е ослободен од фашистичкиот окупатор. Во историјата на македонскиот народ имало многу востанија, но ова е прво ослободително движение, прва револуција со која се формира македонската држава на 2 август 1944. Ја би апелирал како може еден од најмладите помагачи на покретот 44-та година да овие одбележувања бидат и понатаки и младите генерации да ги почитуваат сите придобивки на народно-ослободителната борба и асновските придобивки. Посебно денеска се чувствувам радостен што на скоро 17 нови членови продолжува че ние му ги дадовме членските книжки, а во нашиот сојуз имаме и продолжувачи над 2000. Сметам дека понатаки и помладите генерации треба да ја продолжат ова активност, затоа што така се сочува и развија патриотизмот и така се почитува нашата држава Република Македонија. Благодарам. На утрешен ден 1944 година. Да дојде нова наша Алески. Завршените борби за ослободување на Прилеп, уште на еден пригоден начин ќе ги, но пред има над 2000 членови. Јорданка Богдановиќ. Меѓутоа, пред тоа, сакам да направам еден краток осврт, една кратка ретроспектива на боришната во Европа и во Балкан. Украина и изворите на нафта на фашистичка држава Хрватска на Анте Павелич,